Papermill не работи речиси цел месец, а воздухот во Кочани повторно е меѓу најзагадените во државата, тврдат од компанијата. Во каков контекст овие податоци ги става генералниот менаџер Јулијан Даскалов? Не би сакал да ме разберете погрешно, но ние навистина долго време од жителите на градот бевме посочувани како извор на проблемот, а се покажа дека и по нашето затворање состојбата не е подобрена. Сметам дека е несоодветно да се лоцира вината во Papermill. Ние, исто како и жителите на градот, сакаме и се залагаме за чиста животна околина и сите инвестиции ги насочуваме кон унапредување на процесите и заштита на животната средина. Иако во јавноста оваа компанија го доби епитетот на еколошки непријател број 1 на кочанчани, раководството тврди дека не е баш така, што не значи и дека ја оспорува одлуката на инспекторатот. Не би сакал да ја оспорувам одлуката на инспекторатот на кој било начин, но она што е нејасно за мене и крајно загрижувачки е дека со години во Papermill се вршат редовни мерења и резултатите секогаш биле во рамки на дозволеното и прифатени од институциите. Во последните десетина мерења имаше 3 кои покажа минимално одстапување од дозволените граници на основ на што ние веднаш донесовме одлука за унапредување на технолошкиот процес и нова инвестиција во така наречен врекест филтер. Паралелно со ова, пред да се одлучат за било каква друга одлука, во Papermill сепак размислуваат за рестарт на производството. Под кои услови тоа може да се случи? Правиме напори да создадеме услови и поддршка на сите чинители за рестартирање на фабриката во април оваа година. Веќе е нарачена опремата која треба да пристигне кон крајот на првиот квартал годинава, а со која уште повеќе ќе се унапреди технолошкиот процес и ќе се намали влијанието од работата на фабриката врз околината. Важно ни е да имаме добра соработка со локалните власти, со локалната заедница, да работиме и живееме во чиста и здрава средина. Она што од сите случувања сврзани со Papermill досега може да се извлече како заклучок е дека компанијата има читлива намера со работа да продолжи во Кочани и еколошки да се адаптира. Но сето треба да биде здравствено прифатливо за околината и економски исплатливо за фирмата. Во спротивно, решение веројатно ке нема.